Судски спор ја кочи распределбата на земјоделското земјиште во Карбинци. Ова е образложението на Министерството за земјоделие на писмото што земјоделците и општината го испратија до нив со барање за правична распределба на околу 300 хектари плодни ниви. Но наместо очекуваниот одговор, оттаму стигна информацијата дека никаква распределба не е можна додека спорот не добие судска разрешница. Судскиот спор се води помеѓу неколку правни лица и Министерството за земјоделие, односно државата Република Македонија. Ние инсистираме на што побрзо завршување, меѓутоа таму е веќе судска власт, таму ние како локална самоуправа немаме ингеренции да влијаеме, така да јас се надевам дека у најбрз можен рок ќе се реше, се со единствена цел и земјоделците да добијат по едно парче земја, а и државата да добие надокнада за закуп на тоа земјоделско земјиште. Според препораките од Министерството, додека трае судскиот спор, земјиштето не смее да биде обработувано, но на терен не е така. Додека земјоделците бараат распределба, а предпријатијата судска разрешница, узурпатори сеат и жнеат. Мислам дека земјоделскиот инспекторат во неколку наврати излегуваше на терен. Можеби кај ни треба да се бара и одговорот кои се луѓето кои што моментално го обработуваат. Инаку земјиштето е веќе обработувано и е засејано со земјоделски култури. Токму ова е она што ги револтираше земјоделците од Таринци и Стар Караорман, кои неодамна предупредувачки го блокираа влезот во општината и најавија блокади на патиштата. Преку локалната управа бараме да мислам да они јават да не приеме ништо. Во колку централната власт не прима, понатаму ние ќе го блокираме пато Штип, Кочени кај Долни Бова. Инаку се работи за земјиште од околу 300 хектари кое прво го поседуваше ЗИК Црвена ѕвезда. По стечајот земјиштето го доби полјоделство. Моментално договорот е раскинат од страна на Министерството и со записник им е одземено владението.